Покачување од само 5% на капитацијата е премалку за примарното здравство, реагираат лекарите, откако Министерството за здравство ја објави одлуката. Па секој подобрување на финансиската состојба е добро, меѓутоа 5% е навистина малку за проблемите кои постојат во приватното здравство, така да сметам дека би било малку. Јас воопшто и не сум сигурен дека ќе има покачување сега за сега, бидејќи нема некои сериозни најави. Да се надеваме и 5% би било нешто, меѓутоа нема да ги реши никако проблемите. Може би ќе биде козметика во прво време која психолошки ќе ги подигне лекарите, меѓутоа сметам дека е недоволно според трошоците спрема економското работење на лекарите, потребите за обнова на опремите, на одржување на ординациите, заплатите и така натаму. Лекарите од општа пракса и стоматолозите имаат големи забелешки на сегашната здравствена политика, бидејќи сметаат дека сите реформи во здравството се спроведуваат на нивни грб. Со ова покачување тие меѓу другото не можат да ги зголемат ниту денар платите на медицинските сестри кои масовно заминуваат. Од пред 3 години не е направена никаква корекција кај нас, а во јавното здравство 2 пати се зголемија платите по 10%. Барем да ги следиме чекорите со платите, зашто не може да постигнеме со овие примања да им ги зголемиме платите на медицинските сестри, како што е во јавното здравство и тие гледаме дека си заминуваат од ординациите. Освен ова, најавеното покачување на капитацијата од 5% важи од октомври, а исплатата би била идната година, освен за стоматолозите на кои плаќањето ќе им се реализира од јуни. Лекарите тврдат дека ова не можат повеќе да го издржат, па од фондот бараат исплатата да биде месец за месец.